Добро вечер. Очигледно македонската криза не е се уште во својата терминална фаза. Од оваа недела таа отвора ново поглавје на интензивни присуства на меѓународните представници. ВМРО и СДСМ во Брисел на дводневна средба, затворени двете страни за било каков коментар што ставаат на масата и имали воопшто некаков напредок од првата средба. Прва висока американска посета денеска во Скопје. Заменикот помошник државен секретар на Соединетите Американски држави со прва изјава која малку повеќе се обидува да го потенцира фокусот, кој што овде реално никако не можеме да се договориме ќе ја добие ли својата суштина прашањето на содржината од снимките кои што ги слушаме целиот овој период. Најава за големи делегации кои ќе го посетуваат Скопје, нешто ќе скенираат, помалку можеби ќе изјавуваат. И овде продолжува тој тренд во зависност од вкусовите или политичките преференции. Благ ли е јазикот на меѓународните представници? Дали се уште ова е фазата во која се договараат стратегиите за партнерство со македонските политички елити? Или веднаш ќе ја скокнеме таа фаза и ќе гледаме едно сценарио на робусно присуство на меѓународната заедница во расчистувањето на деталите од македонската криза? Што од ова ни е јасно, со што можеме да споредуваме и дали помалку стануваме уморни и залутани, незадоволни од тоа дека овде се помалку има чувство за морална одговорност, а дека за алчноста и недостатокот на елементарна човечка емпатија почнуваме да добиваме неверојатни сведоштва, изговорени дури од бивши премиери, од типот на она на Љупчо Ѓорѓевски од вчера, дека почетокот на кризата мора да биде со еден закон за амнестија. Добро вечер за двајца универзитетски професори, Мерсел Билјали, добро вечер, професоре, и Нано Ружин, добро вечер. Никој од нас не е инсайдерски информиран, значи не сме подалеку од впечатоците на јавноста која се конзумира преку она што ќе го добие во званични изјави. Дали оваа денешната од посетата на високиот американски функционер ви звучи како стегнување на темите и како директна порака со што треба да се занимаваат властите во Македонија? Јас или ти? Добро, мислам дека посериозни преговори. Еве на ги изјавата. Апелираме до владата и низините институции да ги сватат ваквите обвинувања за злоупотреби и можно нелегално однесување многу сериозно, во најмала мера со иста сериозност како што владата ги сваќа обвинувањата против господинот Заев, лидерот на опозицијата. Тоа е делот занимлив веројатно за дилемата правна или политичка разресничество на кризата. Јас пристапот на преговорите го гледам на неколку фази, а најбитни се 3 фази. Значи првата фаза обично претhodниците на преговорите се представниците на Европската Унија и ретко се случува дека Европската Унија може да решава до крај нешто и таа се пак објективна. Незината објективна реалност е таква што е конгломерат на повеќе интереси и нема одреден фокус на сила која ќе действува за живот врз одредена држава и така натаму. Втората фаза е веќе што се најавува, значи најверојатно денове ќе биде и представникот на САД кој е во обсе, кој е познат по неговата реторика во однос на нашиве состојби, значи со една така поголема доза на директност. Мислам дека веќе дојден и дека од утре почнуваат средбите. И третата фаза јас очекувам значи американската игра да се одвива со логиката на лошиот полицаец и добриот полицаец. Значи лошите полицајци прво ќе укажат под приказ, значи тоа што помалку или повеќе без пардон, значи без дипломатски ракавици. И потоа ќе дојдат другите добри полицајци кои ќе кажат се треба да изнајдеме решение, но се подготвено напред. Но не мислам дека тоа е се. Значи многу што ние треба да помагаме, да го помагаме тој процес. Не можеме со индиферентност, значи да ги гледаме сите тие процеси. Ние мора да создадеме
поинаква објективна ситуација во државата или критична маса која е склона кон промени, првенствено демократски промени, за мене се демократски промени и протестите кои нема да престанат. За овој дел од како се вели содржините за тоа што една заедница, едно општество мора да ја покаже својата вистинска страна, својот вистински избор, се согласувам дека тие пораки некако паѓаат во сенка во однос на ова нервоза, кризата може да разреши само меѓународната заедница, без поинтензивно присуство. Некако како овој важен дел и дури можеби научените лекции од неколку скорешни искуства, не подалеку. Дури тоа со студентскиот пленум покажуваат дека јасната демонстрација на позицијата и ставовите на македонските граѓани е секогаш посилна од било која порака, дури вака недипломатски спакувана која доаѓа од високи меѓународни функционери. И колку да се големи интересите на клучните меѓународни играчи, сепак тие не би сакале да наметнуваат на толку груб начин решенија. Кога е во прашање Република Македонија, не можеме да кажеме дека се многу заинтересирани во однос на Република Македонија. Трајно, значи се ангажирани амбасадорите и некои 10 таму рангиран во Стејт департментот и тие обично спремат документи кои им дават на тие 20-тројца горе и тие кога гледат Македонија, па нема време, оти многу други проблеми имаме. Но кога ќе се прелие чашата, тогаш најверојатно или некому, ако изел некој лош доручек, па потоа, значи, веќе ги имат прочитано сите тие состојби, веќе има сигнал дека нешто треба да се пресне, тогаш ќе се активира. Но ние треба првенствено да предничиме. Значи, за да создадеме ситуација, за да полесно биде и за странци. А ние се уште не се однесуваме како за појадок да сме имале отровни печорки. Може многу повеќе да. Како да не сме имале отровни печорки. Нано, во вторник, по прв пат, иако нема да биде тема на дневен ред, но неколку земји излобира, Советот на министри ќе издаде свој заклучок во однос на кризата за Македонија. Со ова всушност на некој начин сакам да го отпочнам делот на разговорот на трагата на тоа што Мерсел го говори дека европската локомотива е поспора. Незината детекција е малку поинаква од можеби робусноста на американската дипломатија. Но Македонија со Европската Унија е веќе во некаков процес на надгледување, внатрешен скрининг. Меѓу другото, скоро сите нивни интереси изворно почиваат од шансата да не се загуби препораката на есен, да останеме во рамките на копенхагенските критериуми, а тоа е веројатно сега претешко за земја која се вратила во скоро предполитичка состојба. Дали имате разбирање за нервозата на поголемиот дел граѓански активисти, луѓе што искрено си ја сакаат сопствената земја и успехот на сопствената земја, дека сега во ова добивање на првите количини на пораки не се задоволни од третманот? И веројатно сите ќе ви го цитираат Ерван Фуере дека тоа е ситуација во која Европската Унија има вина зошто не се однесува на нивото на проблемот и безмалку како да е отсутна за секаков контекст овдека. Значи, да нема допир со реалноста. Знаете, мене оваа состојба ми асоцира на 2001-та, иако ќе кажеме дека немаат никакви логички поврзаности, сепак широчината на оваа криза е таква да дури во некои сегменти таа е поширока во односа на од 2001-та, која што беше меѓуетничка, сегментирана, би рекол еднодимензионална. Овдека се работи за системска криза. А тоа е криза на институциите, криза на медиумите под контрола, криза на правосудството, криза на политичкиот диалог, значи криза на се. Практично ние имаме системска криза на која што треба да се одговори со еден системски одговор. А тој системски одговор бил всушност ништо друго освен кризен менеджмент, кој што може да има 3 дела. Првиот дел е ова што сега се случува, значи давање на диагноза, контакти, акции, договори. Овие одат во Брисел, тие не зборуваат меѓу себе, тие само зборуваат со своите интерлокутори, со европејците.
Арно рековте, европејците се помеки, американците потврди, меѓутоа мислам дека тие ќе одат во синергија заеднички за решавање на кризата. Вториот дел е веќе посериозен, тој е дел во кризниот менеджмент е наречен како организација, значи веќе тука може да размислуваме за конкретни потези, правење на влада, техничка влада, преодна влада и така натаму. И третиот дел е комуникации интерни со субјектите кои што се во кризата, значи во случајов двата политички субјекта и еден екстерна комуникација со надворешните фактори. Надворешните фактори, иако граѓанството и јавното мислење не е баш среќно од самата имплементација на надворешниот фактор во решавањето на кризата, сепак во овој миг тој е неопходен, независно од тоа дали секојаш ќе кажеме дека сме суверена држава, меѓутоа позицијата на власта е таква да практично таа е вкоренета во толку пори, таа е срасната, 9 години е срасната со се и се што таа ни продуцира корупција, криминал и сосема сте во право кога велите дека оној предлог на Љупчо Георгиевски е многу чуден, бидејќи прво јавното мислење нема да биде задоволно. Ние тука се соголува еден неморал на политичарот и мислам дека Македонија после овој период ќе изгледа сосема поинаку. Политичарот нема да си дозволи да прави такви луксузи, да се луксузира, да руши туги животи, да ги на овој начин да ги контролира медиумите, да се меша во се што. Затоа мислам дека со право граѓанинот во овој миг може малку е разочаран, може малку вели дека се доцни во некоја брза реакција, може би и опозицијата вели па дали овие ќе паднат, но денешната посета беше со мощна силна порака. Вие знаете, за медиумите се зборува едно, меѓутоа не би сакал да сум во кожата на Груевски тоа што му беше кажано денеска од страна на американскиот висок представник за Европа. Бидејќи обично, знаете, бар од оние искуства што ги знаеме, бидејќи сме присуствувале и на такви средби, секогаш надворешните комуникации се многу помеки. А тој во една надворешна комуникација рече... Ако сакате да кажете, ако изјавата е ваква... Барем, значи, можам да предпоставам што било внатре кажано. Можам да го предпоставам на кисел насмев на Груевски кога се сликаше на почетокот. Значи, можеме да констатираме дека во најмала рака вели, во најмала рака да се равноправни со осудите кон лидерот на опозицијата. Што ќе рече, во поголема рака, човече има толку аргументи против вас, соберете се. Ова е крај веќе за оваа политичка елита на ВМРО ДПМН. Тие повеќе за нив е ова завршена приказна. Немаат капацитет ниту кон надвор, ниту кон внатре да ја водат оваа држава. Впрочем, откажани се и сите посети на странските и во странство и овде. Мирсал, кога ќе ги наблюдуваме, дури ако правиме вакви паралели со 2011-та, 2001, нестрпливоста на луѓето кои предолго се обидува да бидат бунтовни, да сведочат за трагите и на алчноста, и на отсуството на елементарна човечност, и за начинот на кој системот поклопуваше се, многумина овде се однесува како да се сумат во Шведска, и денеска мора да го конзумираат тоа на ваков начин каков што го слушаат низ снимките. Но сам пред 15 години, некаде околу овдека се пукаше, проверувавме по мостовите и планините докаде се стигнати тие што Робертсон на почетокот ги нарекуваше терористи, па ако пресметаме во некакво време кога можевме со собствените уши да ги слушаме сухоите, нападите се останато, се финишираше подолго од 6 месеци. Значи, дури и низ воена криза, ние завршивме некаде со рамковен договор на 13 август. Зошто сме сега толку многу нестрпливи дека се уште е нејасно кој пат ќе го фатиме и можно ли е воопшто да очекуваме дека ќе има излез од оваа криза?
Прво ово што Нано го вели како системска криза. Да, криза. Или општо системска криза. Јас би го нарекол институционална демисија. Практично мора да кажеме ние дека за разлика од пред 13 или 12 години кога беше конфликт од 2001 година, сепак имаше институции кои функционира, без оглед на тоа како функционира. Сега е проблем дали воопшто имаме институции. Значи, прво, не сум сигурен дека имаме парламент. Значи, ако е таа структура која и Груевски да им кажува тоа што го пишува, донесете и да го изгласате законот за ваше собствено бесење, јас сум сигурен дека 99% ќе гласат. Значи, парламент ли е тоа? После вакви скандали, значи да се изслуша, да не расправа парламентот, да не формира хитна комисија да проверува со форензика дали се вистински тие работи што ги слушаме ние. Добро, па ти ви вела, залуден би бил и тој напор, чекаме опозицијата да се врати назад, може би ќе направиме такви потези. Да, ама меѓутоа опозицијата не се враќа и гледа дека нема парламент, јас ги оправдувам. Второ, ние немаме ни влада. Значи, ние имаме 20-30 кои глумат влада. А реално нема влада. Владата е за спроведување и извршување закони. Ове за газење на закони, за газење на достоинство, за криминал. Значи, немаме влада. Немаме МВР, значи, или ВМРО. Нели, самата признава министерката и вчера дали имаше изјава дека ние нема да се претвориме во сервис на ничија политичка партија. Не, ја слушавме дека вториот спрат е претворен во партиски штаб. Значи, немаме ни судство, ни обвинителство. Ево, гледате, например, у случајот Македонска банка. Сакам да ве потпрашам. Ако во овој момент се собираат потписи да му биде ставено точка на велепредавството на Зоран Заев и како вели еден од аналитичарите, тој хоштаплер конечно да биде уапсен, тоа е говор кој е предпоставувам дозволив и во национални и на национални телевизии, си дозволувам да правам една паралела во однос на интересот некако што Нано вели јавното мислење, туку јавниот интерес. Тоа е, предпоставувам, поважно од јавниот впечаток. Ако Заев тврди дека 20.000 луѓе се прислушкувани, меѓу нив, еве, добив документи јас, се уште сум подготвена да речам, тоа е некој од нас. Но кога го зборуваме за снимките кои ги имплицираат действијата на владата, тогаш зборуваме за дела кои го допираат секој од нас. Затоа што секој кој што бил даночен обврзник и уплаќал во касата и во буџетот на Република Македонија, ни снимките се чувствува украден, згазен, понижен, излажан. Тоа некако сепак ми е многу повеќе од да речеме ова што ги тангира 6 обвинети во пуч и веројатно е затоа сега ваква изјавата. Ако за пуч имате таква светлосна брзина и стигнувате до фазата на пишување на обвинение, несватливо е дека првите пријави од социјалдемократите за криминалот на властите стигнуваат 3-4 дена после овие обвинувања на полицијата во обвинителството, а немало досега ниту не е почнат ниту распитот. Па прво ние бараме рационалност и нормалност од ненормална структура. Прво да беше нормална структура, немаше да ја доведе ситуација до тука. Значи се работи за посебен ментален склоп. Ја не би рекол ни клептоманство или клептократство, затоа што и таму може би има некоја мерка. Значи тука се мислело веројатно дека државата може да се приватизира, да се претвори во лична собственост, во приватна собственост и никому ништо да ја фали. Значи тоа е проблем на умот. И да барате значи од таков ум рационално однесување, тоа го нема. А во однос на тоа зошто луѓето изгледаат индиферентни, јас не би се сложил со оваа констатација. Оти често го слушаме тоа. Многу ретко се случува во светот луѓе да се обират без некој да ги организира. Дури, например, и во Грција, кои се многу талентирани за протести. За едно дете што беше убиено пред, не знам, 6-7 години, 2-3 години се протестираше. Значи, сукцесивно и тоа многу агресивно, меѓутоа сепак некој ги организираше.
Јас сум сигурен дека ако презема обврска, важна структура или важна, да не кажем, важно здружение, не е битно дали лево, десно, централно или фашистичко или комунистичко или не знам. Главно е значи да е про функционалност, за правда, за вистина. Најверојатно фашистите секогаш биле за правда. Се обидувам само да ги изземам од листата, да разбирам дека сакате малку да. Символично го кажав, не мислам дека направите фашисти. Значи, ако тие ги организираат луѓето, и јас сум сигурен дека најверојатно ќе имаме солидна бројка, да не кажем, многу релевантна бројка, што и меѓународната заедница се подразмисли што треба да направи, а другата структура што повикува на линч, на лидерот на опозиционата партија, кој за секој правник е несфатливо зашто се гони. Кажете ми зашто? Пуч, кој е тој пуч? Самиот нивниот министер кажа дека е пуч, се има своја дефиниција, значи војска да излезе од касарни, или евентуално структура, поширока структура на полиција, што ретко се случува. И што е пуч? Дека е пробиен безбедносниот систем. Па тоа е, значи, каков систем? Безбедносен систем е тој што обезбедува криминалци. Значи, кого обезбедува тој систем? Тоа, значи, во секоја нормална држава треба да се награди тој што ги открива такви дела, дури уставна и законска обврска е да ги откриват тие дела. Одговарате ви ако не ги откривате. Вие се шегувате во една од вашите колумни дека на таа така наречена странска служба некој друг шеф на држава, претпоставам не Ѓорги Иванов, ќе треба да подразмисли од оние ордените кои што ги дели, а ако се согласиме дека тоа кодно име ќе го нарекуваме странска служба, токму тие се кои што треба да го добијат орденот, зашто очигледно без тоа многумина немаше да симнат розови очила за што всушност се работи во странска служба е. Значи, не отворам полемиката со странска служба. Не, само една реченица. Значи, ако таа странска под наводици, странска служба ни укажува што се ни направа в настрешните служби, значи таа заслужува некој споменик. Веројатно некој друг, освен Гуреев, треба да прави еден споменик поголем од Александар Македонски. Иако не сакам да коментираме интервјуа, но ова од вчерашното за 24 вести на Љупчо Ѓоргиевски во еден дел ми е интересно затоа што допира од прилика до начинот на размислување кога ќе се симнете на улица со луѓе ќе поразговарате. А тоа е таа поделеност. Едните сметаат дека дефинитивно тоа го извршиле странски служби во договор со јунаците од делото Пуч. Другите се апсолутно убедени дека ова е дело на врхушката на ВМРО ДПМН, која всушност и го направила списокот. Некаде тука Љупчо Ѓоргиевски потврдно вели да, скоро во пола-пола, можете да ги делите, во тајната полиција ВМРО снимала опозиција, новинари и бизнисмени, а СДСМ преку така наречените удбашки структури внатре ја снимала самата влада. И сега размислувам вчера и велам како е можно тајната полиција да биде единствената институција во акционерско друштво во кое 50-50 удели имаат власт и опозиција. Сите снимки потврдуваат дека скоро се до последно човече и војниче е поклопено од власт. Па, добро, и неговата констатација за поделена одговорност исто така е многу сомнителна, бидејќи ја мислам дека јасно е од се дека ние сме прислушувани практично од актуелната власт. Меѓутоа, тоа е сосема разбирливо за еден режим кој што Мерсал го нарече криза на институциите, јас би го нарекол реал груевизам, инспириран од оној реал социализам, каде што власта му припаѓа само на еден човек кој што манипулира одозгоре и сака се да знае. Ако е потребно, некогаш дури ќе создаде еден идеален човек, идеален тип, дури во еден документ на ВМРО пронајдов дека тие зборуваат за реалниот граѓанин и го дефинираат како некој суштество кој што се пронашол во овој систем и претпоставувам дека е тој граѓанин кој што сака барок, кој што завршува на еден од дисперзираните факултети,
3-4 пати, ако треба, во еден ден гласа за ВМРО ДПМН, лесно се вработува, има 3 деца и така натаму и така натаму. Добро, таков е реалниот граѓанин. Реалниот граѓанин според и кога имате време и добивате мандати, успевате да го направите таквиот реален граѓанин. граѓанин. Ќе го извлечете од некаде, ќе се појави, па дури ќе протестира пред седиштето на опозицијата. Практично живеевме во една митологија и се уште голем број во една ирационална митологија која што е создадена врз база на една индивидуа без индивидуализам. Иако сестринските партии на ВМРО ДПМН инсистираат врз индивидуализмот, меѓутоа не индивидуализам без индивидуалност, не врз личноста која што е целосно празна и која се губи во масата. Овдека имаме систем каде што масата е се, а поединецот ништо. И ние тоа го гледаме од разните процеси, партиски процеси, луѓе во автобуси доаѓаат и така натаму и така натаму. Некои луѓе на време предупредувале, пишувале текстови, правене анализи дека опасноста за општеството, кога ќе донесете на врвот на пирамидата човек кој можете да го опишете во идеолошка смисла како едно големо ништо, големо празно, тогаш е прашање со времето колку мандати му давате, што ќе се наполни во таа чудна вуду кукла, во која после ќе ви треба многу време да се обидувате да боцкате и да чекате дали таму нешто ќе се придвижи или не. Ве згрозува ли таа понуда за која денеска има прилично без нервози реакција, дека понудата кризата, разрешницата на кризата да отпочне со закон за амнестија, всушност е една политичка перфидност која повторно го одбива секој граѓански интерес и вели Заев и Груевски да си го спасат задникот. И подобро дека се на слобода да се договорат тоа да биде влезот во сите теми. И за жал таа понуда ја дава човек кој што некогаш бил премиер и својот мандат именно го отпочна со закон за амнестија. Значи, тој закон за амнестија беше во одреден историски контекст и така натаму. Ова што се бара е ирационално, бидејќи го споменавте јавниот интерес како општ национален интерес. Како ќе се чувствуваат граѓаните, ќе се чувствуваат едноставно излажани, бидејќи сите ние кои што учествуваме во ова, кои што ги наблюдуваме сите овие игри на власта, откриени се кривците, гледаме кој што зимал, кој што ставал на страна, од парцели преку интереси, кинески и така натаму секакви, нормално дека граѓанинот бара правдина. И никој не може да ја прифати таа игра, ајде сега амнестија, па поделена одговорност и така натаму. Всушност, денешната посета на американецот исто така може да не потсети на еден претходен елемент, а тоа беше дека во случај на коруптивни типови кои што би се обиделе да заминат со своето богатство во Соединетите Американски држави, да уживаат во богатството на Америка и оној американски живот, меѓутоа со пари земени од тука, тие ќе бидат уапсени и секи им биде одземено. Според тоа, мислам дека во оваа фаза на посткризен менеджмент, Македонија мора да си направи прво да ги употреби алатките со еден планови, оперативни планови, мислам тоа се елементи на битката против овој систем и од друга страна да ги разделиме два битни правца. Едниот е политичката одговорност, другиот е правната одговорност. Сега тоа сакам да го прашам господин Билјали. Оваа понуда изгледа како отворен подкуп на јавното мислење, условно сватено како медиуми кои гравитираат кон едната или кон другата страна, би можело ли да стивне сцената? Еве ви понуда. Ова е понуда во која се спасува условно, нели, тоа е дефиницијата, и вашиот Заев. Предпоставувам дека многумина од нив апсолутно немаат во предвид дека на памет не ми паѓа да размислувам за судбината на Заев. Можем дури да речем дека проценувам
дека човекот во својата, како се вели сега, нагорна линија што ја има приказната, го посакува тој момент на апсењето, веројатно тоа би ги забрзало процесите, но ние сме должни да го штитиме јавниот интерес и што низ правната процедура ќе потврди дали тврдењата на Заев се точни, лажни или не околу аферата Пуч, а што ќе произлезе од ова другата тема, не може да биде прашање поради кое ние се, може би низ ова се спасува Заев, па добро дајте, ајде сега, амнестија, супер. Се разбира, иако ве доживуваат многумина од вас како играчи кои или се платени, или се во основа блиски до приказната на Бихачка. Камо среќа беше така. А сега камо среќа да беше така. Ти си соросоид, така што ти си поблиску до таму. Има и додатно на тој израз. Мене ми е најчуден зборот при постојните околности и корелации и состојби. Значи, најмногу да се рече зборот компромис. Што е тоа компромис? Прво, сосема е нелогично работи да се сведуваат на две, значи, искарани страни од идеолошка причина, за да се маскира реалноста, а реалноста е организираниот криминал, и да се воспостави таков сооднос што двете страни треба да попуштат, да се изнајде компромис. Кој е компромисот? Ако сте серијски убица, значи прво, дали треба да се преговара со вас? Очигледно сте утепали, предпоставам, 100 луѓе. Да направиме компромис, значи да кажем дека сте убиле 50 луѓе. Или да ви опростиме понатаму да не продолжувате да не убивате. Има во оваа логика, иако често во многу што нема логика, но тоа што вели со право, значи, амнестија важи во посебни ситуации, безбедносни ситуации, дали е тоа граѓанска војна, интеретничка војна, од граѓански војни имаме и во еднонационални држави, од идеолошки причини и други причини. И тука, значи, подобро некаков ужасен крај отколку ужас без крај. И тука ќе се изнајде решение, компромисно решение. А кој е компромисот тука? Јас сметам дека не би треба да има компромис. Вие сега загатнувате за мене во овој момент несватливата дилема за чистота на процесот, таа која што вели не ги валкаме рацете, колку треба да трае, нека трае. Преговори со Груевски не може да има. Постои пристоен дел во ВМРО-ДПМН кој мора да го прифати, признае, препознае предизвикот и да завршиме оваа работа. Вие и припаѓате на таа група која што смета дека низ овој процес мора да се помине со чисти раце. Ја мислам дека Простете, но тоа ми изгледа како до пред 3 месеци седевте таму во гем тројца без двајца и нешто се обидувавте да зборувате дали може да се поместат работите, а сега сте до тој степен, не велам лакови, но до тој степен, како се вели, пробирливи во темите, па дури ги ставате сите исклучоци кои мора да бидат тргнати настрана, да не им паднат на ум, на овие кои што поставија сега тема дека кризата мора да завршува според сценаријот што го црта опозицијата. Искам да кажем, не сум заинтересиран да слушам што наумила точно опозицијата. Ја поаѓам од тебе многу. Тргнав од вашата дефиниција. Да. Мене ми изгледа вашата потреба за чисти раце, долг, ужас без крај, наспроти можеби скратената операција во која ќе има елементи кои нема да ни се допаѓаат, но таа е можеби како се вели ужасен крај за една екипа. Ја мислам следново, да не заборавиме, наспроти тоа што го велат домобраните. Прво треба да се создадат легитимни и реални рамки за избори кои што ќе бидат, би рекле, избори кои што ќе бидат реални, легитимни и во рамки на една... Ама со оваа власт не се прави. Не со оваа власт. Рековме, постои процес. Второ, во однос на ова, може би го допирате прашањето на реваншизмот. Значи, мислам дека ќе се погреши ако се оди кон некој реваншизам според урнекот на Груевски. Значи, тоа не смее да се случи.
бидејќи опозицијата која што ја критикува дека немала проект, не е точно. Незиниот проект е реставрација на демократијата во Македонија. Тоа е еден болен процес кој што ќе бара многу проветрувања, меѓутоа исто така и потреба од луѓе кои што може би припаѓаат, како што рековте, не знам, на другата политичка партија, но кои што се потребни на овој систем. Но како и да е, нас не чека еден турбулентен период, што како што реков на почетокот, период на кризен менеджмент. Ова е голема криза. И тој период мора да има одредени, би рекол, timetable. Значи, со датуми, со ова нешто нема да биде успешно, нешто ќе се промаши и така натаму, но суштината е да се замине оваа власт. Не да се замине за да дојде некоја на сила друга власт, туку тоа ќе се дојде според изборите, парламентарните избори кои што ќе бидат организирани во друг контекст. Добро, да продолжам се. Изволи се. Ајде, па ќе одиме на реклама. Добро. Моje мислење е дека тука апсолутно не треба да се размисли за никаква амнестија. Не затоа што јас сакам, туку затоа што не е природна. Значи, што ќе амнестирате? Значи, евентуалната амнестија, ако се наметнува, има повеќе димензии. Значи, прво, од морална димензија. Како ќе амнестирате структура која има исправно околу 5 милиарди евра, тоа е констатирано од релевантни институти кои се занимаваат со перење пари. Значи, секој човек, секој граѓанин е олеснет, значи, со по 2.500 евра. Едно четворочлено семејство практично е 10.000 евра е украдено тоа семејство, кој треба трек да ги плати, оте ние должиме плюс 2.5 милиарди евра, ништо не сме изгради, ништо не сме инвестирали тие пари. Значи, морална димензија. Кој може тие пари, значи, мој да му ги поклонува, или ваши, или нему, или не знам, на 2 милиона луѓе, да му го поклонува на човек кој свесно ги крадел за за лични употреби. Второ, има политичка димензија од причина што секоја наредна власт, па и секоја постојна власт во регионот ќе вели, па можеме ние по тој урнек, значи по таа логика, по тој модел направиме, да собереме колку сакаме пари, ќе демонстрираме моќ, ќе контролираме медиумите и ќе имаме, значи, гласноговорници или мегафони наши и ќе увидат дека сепак постои една релевантна сила за да не дојде до конфликт и ќе се согласи со компромис и ќе не амнестира нас. Тоа е, значи, и безбедносно опасно за регионот. И трето, значи, има правни последици. Не можете, значи, од правен аспект да изнајдете покритие целокупниот имот, значи грабнет, да го подарувате. Значи, немате ни една правна норма. Секој граѓанин може приватно да ве тужи да ги бара своите пари. Секој човек може приватно да ве тужи пред Европскиот суд затоа што бил прислушкуван, затоа што бил дискриминиран во секоја област. Например, кај нас најголем проблем не е да бидеш член, не е да бидеш член на опозициона партија. Кај нас најголем проблем е да не бидеш ни еден член, значи член на ни една политичка партија. Тогаш си тотално дискриминиран. Значи си оставен сам на себе. И не само за тоа. Апсолутно, значи немаш никакво право ни на работа, ни на екзистенција, само на пасош и да се бегаш надвор. Пауза за реклама. 60 години знаеме и создаваме вложувајќи во вашата иднина, постојано поддржувајќи ги вистинските вредности. Заедно градиме подобро утре. Вашата доверба е нашиот мотив за повисоки цели. Вашата сигурност е наша обврска. 60 години Комерцијална банка. Заедно создаваме вредности.
Бидете секаде заедно со одлична мобилна мрежа. Одберете го постпейд пакетот One Promo Plus L и ќе добиете неограничени разговори кон сите мрежи, неограничени SMS пораки кон сите мрежи и 10 гигабајт интернет со месечна претплата од 699 денари. Плюс, со понудата добивате супер Android смартфон Sony Xperia E1 за 0 денари. One. Секаде заедно. Секој нов ден е ново ветување дека ќе бидеме тука за вас и за сите оние што ви го прават денот подобар. Има безброј причини зошто голем дел од луѓето во Македонија го одбраа стамбениот кредит на Стопанска банка. Гарантирани каматни стапки за првите 5 години и без административни и трошоци за процена. Стопанска банка. Добре дојдовте дома. Се започнува со него. Заљубете се и вие во своите утра со Нескафе Класик. Шолја кафе, само 3 денари. Штеди секој викенд само во Тинекс од 17 до 19 април. Зелка 43 денари, портокали 39 денари, мисиркини гради перутни на Птуј 309 денари, сет овошен јогурт Ерман 38 денари, кетчап Хайнц 89 денари, Нескафе 89 денари, сет сок Фруктал 3+1 подарок 147 денари, омекнувач за алишта Орнел 149 денари. Вкупна заштеда 295 денари. Тинекс, секој ден со вас. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. И 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Нов добитник на 100.000 денари е Саздовски гоце од Велес. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Водата од природата ја збогатуваме со нашата наука и ја ставаме во одбрана на вашата кожа. Мултиактивни препарати со единствена формула на пазарот. Heaven 7 Biocellular Anti-Age. Погодни за сите видови на кожа. Од Реплек Farm. Оставете ги редовите гужвите и нервозите зад себе. Сигурни и лесни плаќања преку интернет од секаде и во било кое време. Вршете било какви безготовински преноси од вашата денарска трансакцијска сметка и имајте увид во своите финансии. Толку едноставно, што секој може да го користи. Интернет банка на Комерцијална банка. Скокни го редот. Опозицијата ги дисперзираше бомбите, ги децентрализираше бомбите, а најавите се дека по првомајските празници ќе го посетат белото здание пред владата, ќе си заменат од таму или не, чекајќи некаков епилог, тоа претпоставам никој од нас не го знае. Пораките на другата страна се почекајте некаде до 15 мај да го издржиме ова сите заедно без оставки, распадење се останато и потоа работите ќе тргнат во наш прилог. Од оваа мали парчиња и пораки што ги крадеме вас, ви изгледа логична која опција дека ќе ја гледаме пред да заминеме, можеби да одмориме малку на? Добро, не можам да спекулирам што од можете две опции ќе се случуваат, но јас ќе кажам што е потребно да се случи. Не би требало премногу да се одложи ова работа. Значи,
треба се преземат активности сериозни, кај што демократската улица ќе го каже своето, значи тоа е демократско право, институционално право предвидено со устави и закони и така натаму. И со тоа мислам дека и така е истрошено со бомбите кондицијата на оваа власт и верувам дека тоа ќе биде завршен удар ако првата половина од мај биде масовно, значи со протести од сите луѓе, значи од сите нации кои живеат во државата. Евентуално калкулацијата дека треба да се сочека, не знам каков момент, што јас не гледам рационално некој поповолен момент, тоа прво ќе го направи значи ненормалното како секојдневно. Луѓето ќе се навикнуваат на таков начин на живење и потоа може да продолжи, а тука се крие и една голема опасност. А тоа е опасноста некој, значи, да мобилизира групи, свесно кои власта ќе ги потплати, за да ги униформира, за да можат да нападнат, не знам, политичка станица, групи, села. Меѓуетничка основа или? Меѓуетничка основа, со што многу брзо може да се дефокусира ситуацијата. Значи, ние поаѓаме од ова која предпоставуваме дека голема среќа што е коезивно действуваме, значи сите нации барат едно исто и тука се единствени, но тоа многу брзо, тоа е кршливо. Значи, доволно да импровизирате 2-3 инциденти меѓуетнички, дури и луѓе се свесни дека тие се предизвикувани вештачки, се парализираат од тој страв да не бидат етикетирани како предавници на својот народ и ние добиваме друга слика многу опасна. Ја мислам дека мощна е значена улогата на албанските лидери, значи како ќе се однесуваат, на кој начин ќе се вклучат во целата оваа работа. Од друга страна, знаеме сите дека на почетокот некаде 9 мај дека се предвидува голема манифестација, а пак од своја страна ВМРО сака нешто да направи после 15 мај. Мислам дека времето е, би рекол, последен временски теснец. Не верувам дека до летото ќе се завршат работите, дека ќе продолжи дури видови на преговори, на оно менаџирање на проблемот дури до крајот можеби на годината. Тука ќе има голема игра на нервите. Пред се знаеме дека ВМРО е под голем притисок, под психолошки притисок и мислам дека се очекува набргу некој од нивните да почнат да дават оставки, иако се сите уценети, но сепак сум оптимист и мислам дека оваа криза ќе се заврши со еден успешен епилог и Македонија конечно ќе пронајде таа демократска формула која што претпоставува надминување на оваа лоша 9-годишна епизода од владењето на авантуристи и криминалци. Не знам, нема некоја формула што треба да ја пронаоѓа, но треба помалку повеќе секој од нас да се посветиме на собствената одговорност без обврска тоа да го пренесуваме на некој друг. Дали тоа понекогаш е Бихачка или е сега новата зграда што не е веќе жолта куќа на ВМРО, меѓутоа ова е идеалната шанса да сватиме дека парче одговорност, обврски и промислување има за секој граѓанин на оваа земја. Ако ќе подзаборавите толку од темите, на крајот тие доаѓаат низ вакви аудио снимки, велите можно ли е до овде да отишле работите. Благодарам што вечерва бевте мои гости. Ако Мерсал ова е темпото како вели Нано до крајот на годината, ќе имаме прилика да провериме и по нешто од анализите колку сме добри или лоши читачи на пораките. Сега дури и со Надо, па да видиме сега дали ќе плата многу ручеци или ќе ме часат. Друго е нашата желба, а друго е реалноста. Мислам, треба да сме реални. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Благодарам.